Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми во мое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, да ви ја честитам новата 2024 година, да посакам многу здравје, среќа во семејствата и напредок на државата. Денеска, на првиот ден од новата година, сме овде во Полицискиот центар Ѓорче Петров, во Скопје, каде што остварив работна средства со раководството на Одделот за специјалните полициски операции и раководството на секторот за внатрешни работи во Скопје. Традиционално на 1 јануари одаваме признание за посветеноста, професионалноста на македонските полициски службеници за одржувањето на мирот и безбедноста во текот на целата година. Од страна на раководството на Одделот за специјални полициски операции и на секторот за внатрешни работи во Скопје бев информиран за низа активности кои што ги превземаа во делот на оперативниот план Безбеден град, како и сите други останати полициски активности кои што се под нивна надлежност. Со задоволство можам да споделам со вас, медиумите, дека во 2023 година Одделот за специјални полициски операции и СВР Скопје бележат значително зголемување на активностите во рамки на воспоставените планови по Безбеден град, преку интензивни засилени мерки со цел обезбедување и заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, спречување на извршување кривични дела и откривање на сторители на кривични дела, преку собирање и споделување на информации за идентификување, профилирање на поединци или групи кои што вршат тешки кривични дела, како и зачувување на безбедноста на граѓаните. Со посебен фокус на подрачјето на градот Скопје, по потреба мерки и активности се преземаа на подрачјата низ целата држава. Во рамките на планот во изминатиот период преземени се бројни мерки и активности заради превентивно делување и спречување на казниви дела, односно извршена е проверка на идентитет на над 10.800 лица, извршен е преглед на повеќе од 9.500 лица и извршен е преглед на над 5.200 возила, а приведени се вкупно 149 лица. При спроведувањето на оперативните планови Безбеден град и Безбедно лето, полициските овластувања се применети најмногу поради сторени кривични дела против јавниот ред и мир, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурсори, фалсификување на исправи, пари, разбойништва, тешки кражби. Во 2023 година македонската полиција заплени повеќе од 100.000 парчиња на пиротехника. Што се однесува за изминатава вечер. На територијата на целата држава новогодишната ноќ помина главно мирно. Безбедносната состојба на територијата на целата држава за време на новогодишната ноќ беше стабилна. За таа цел од страна на полицијата беше засилено присуството на терен и беа превземени координирани и насочени мерки и активности за одржување на поволна безбедносна состојба. Имаме неколку карактеристични случаи за кои преземаме мерки за расчистување. Тие карактеристични случаи се далеку помалку од годините кои што се пред нас. Значи, биле единствено нарушување на јавен ред и мир, или вкупно, ако сакаме, во податоци ги имаме овде, имаме вкупно 12 кривични дела на целата територија на државата. Најчесто недозволена трговија и промет со дрога и секако имаме загрозување на сигурноста едно. Имаме регистрирани прекршоци по Законот за јавен ред и мир, вкупно 20 во сите сектори за внатрешни работи. Имаме регистрирано 2 прекршоци по Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Има вкупно 8 сообраќајни незгоди со материјална штета на територијата на државата. Ова е најмал број на вакви сообраќајни незгоди кои што се случиле до сега и има вкупно останати настани поплаки кои што биле пријавени вкупно 11. Така да, генерално, ако погледнеме и низ територијата на државата, практично по 1-2 настани се регистрирани по другите сектори за внатрешни работи,
секторот за внатрешни работи Скопје и Тетово се двата сектори во кои што имаме поголем број пријави, меѓутоа со оглед на населението и така натаму, мислам дека апсолутно поволна безбедносна состојба во текот на целата вечер. Ви благодарам на внимание.